Здраво и живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Пред све, да го поздравам братот Лепи, Охриѓанецот, легендата, царот, краљот, ортакот преку 15 години, верен на терен ветар северен, за кој јас велам стално и апелирам, пропаганда за него ширам, иако тој живее во странство и ретко овде доаѓа, но потпишувам со гаранција, број 1 мајстор рибар. У Охрид му нема никој кој може да му парира со оглед да он сите капитални риби не ги уловува, туку поставува камера под вода и на тој начин ги фаќа, ги лови преку кадарот, преку објективот и ги снима, за да може понатаму ние да гледаме вакви лудори и чудоси што ни научниците ги немаат откриено, сознаено и само може да воздивнуваме, да блееме, да не трепкаме и да се чудиме на она прво правило дека знаеме дека ништо не знаеме и второто правило дека нема правила. Па се надевам дека овој брат мој долгогодишен нема да ми замери за ова видео со кое се послужив да го правам реакција на негова тема и една да склопам дискусија која ќе не држи во оваа зима на електризирана, нервозна клима, атмосфера по групиве, каква никогаш досега да не баре. Уште малци ќе се заколеме меѓу себе, но еве апелирам да сите се претплатите на неговиот канал Љупчо Лепи Underwater, каде има безброј видеа снимани све од нашето преисториско Охридско езеро, под вода, кадри, сцени, моменти, риби, акции, реакции, доловени ситуации, да буквално може она како беше Британика да позавиди. Дарвин да беше сега жив, ке беше негов ученик. Да стално велам, он штом ги пронаоѓа овие капитални риби и ги снима мајта пситера, тогаш што би било за него проблем ако сака на трска на јадица да ги фаќа. Numero 1, број 1, без преседан, number 1. Сега доаѓаме до видеото мое од научен аспект, а и воопшто може од риболов видеа која би ги архивирал, одвоил и класифицирал во топ 10 омилен, и ова сигурно би заземало место во почесни 5, каде што братов има направено нешто што никој до сега го нема направено, и ова е нешто неверојатно, на дело докажано, да изгледа сме ние тие кои се бусаме у гради и све живо подценуваме и го правиме дека е глупаво и го умањуваме, но далеку на дело како технологијава напреднува, имаме можност да све тоа ни се побие, од глава одбие и да не разубеди дека имаме работа со една многу комплицирана жива материја. Така во овој случај станува збор за кленко на нашето преисториско природно, едно од најстари и најдлабоки во свет езера, каде, пази се, братот со чамец, кој знае кај на сред езеро залутан, и забачува спин, фрла вештачка мамка. Го бапнува кленку усред бел ден у лето, пекол топло. Го боде со трокуките. Го уморува, го малтретира, го тапацира, го умира, полира, стресира. Го вади на суво на чамец. Го држи на сонце, нели се сакал некел, таа е процедурата. На паклено сонце, без вода, без ваздух, да му откачи тие јадици, трокуки, сиот тој стрес, сиот тој умор, сиот тој кошмар кој го доживеал овој кленко, па згора на тоа му монтира и подводна
акшн камера, му ја врзува со конец 500 метра и истиот го враќа во вода, конецот го одмотува и го пушта да плива и на крај ние да видиме резултатот од сето тоа што се дешава и што збива. И еве која на крај нели пак го мота конецот назад, Кленко го враќа у рикверц, го паркира пак на чамац, му вади камерата и како најдобри стари другари со поздравот бистро го ослободува и таму каде што припаѓа го враќа во праисторија. Да, кога камерата ја гледам, можам да замислам каков било тоа шок еден за него, кога се судрил со прв пат оваа гледка, оваа сознание, ова научно откритие, да Кленко таков натоварен со камера, врзана на него, еднострано тело, кое нас да ни стават со еден ранец и да треба да планинариме, па не знаеме на кај тераме, улево ја забегуваме, ја цепаме, а не една ваква риба од една димензија диаметрално спротивна од нашата, една водена, една ја што ја викам како друга планета, да ја не наистава, само што е паралелно со нашава. Инаку ништо заедничко нема, кога човек ќе се најде во таа средина, да тотално една друга агенда, една друга адреналин, чувство, енергија го обзема и знаеме сите како се осеќаме, чувствуваме кога во вода ќе запловиме, лепдиме, гњуриме. И се тој Кленко потресен, уморен, борен, боцкан, стресиран, тапациран, гумиран, ваден на топло, пеколно сонце, на него камера вржувана, монтирана, пуштан, значи усред езеро, у таа дубина, у тоа бескрајно синило, у таа тиркизна вода, значи нема појма ни дали е лево, десно, горе, доле, ништо не знае, но тоа ние мислиме дека не знае, а он е опремен со сензори какви може да му позавиди и НАСА технологија и сите научници. Да, Кленко, по кој инстинкт, по кој негово GPRS систем, по кое знаење, по кое трасирање, како да буквално ние кој ќе искочиме на улица во населба и се снаоѓаме од прва знаеме кајде ја тераме, така буквално овој Кленко ја зацепа пуна газ и ја пливаше, прво малце му беше потребно време да ја избалансираше камерата која товарна грб ја носеше, да фати еден ритам, цапе, цупе, му ја заплива, му ја зашиба, да празно, ништо, пустелија, прозирно, на 10, на 20 метра се гледа у таа чиста, бистра вода, да ништо, мртво, жив свет, нигде никој нема. И плива, и само наеднаш застанува, се паркира и почнува оној моментот на магијата, каде си ја наоѓа екипата, фамилијата, не знам како да го објаснам тоа, еве ќе имате можност да го гледате, па вие заклучок донесете на што се должи ова, сето и како они се приспособени да во тоа едно огромно синило, само што ќе биде пуштен во вода, он знае одма на која страна патот да го тера и да ја најде својата кленско фамилија, кленска екипа, другари, роднини, комши. И погледнете, од сето тоа пустелија бескрајна, колкави капитални јато кленови он ги пронаоѓа и им се приклучува на својата дружина, да вајда нешто комуницира, им раскажува кај бил, како поминал, споделува искуства со нив и сите оние работи, верувам што и ние ги правиме на наш некој јазик, ги споделуваме, објаснуваме и комуницираме. Убеден сум, глава ставам, рука сечам дека све тоа и они го имаат
на свое само ниво, за нас неразбирливо и нормално подценато. Ги правиме глупи дека 5 секунди имат памтење, што веќе многу одамна е тоа пробиено со еден најпрост обид тест кој може секој дом у аквариум да го спроведе. Пуштаат риби и ги држат у темница. У едниот ќош од аквариумот ставаат храна и палат светло. Им треба првиот ден, лупам се, карикирам, 15 секунди да укапират дека у тој ќош од тој голем аквариум, кој ќе се упали светлото, се наоѓа нивната храна. Вториот ден, истото се повторува. Веќе за 5 секунди од кој ќе се упали светлото, они пуна газ шибаат у ќошот, знаат дека храната ги чека таму. Трети, пети ден, потребни им се секунди, на светло што им се упали, они више се паркирани со храната у усти. И сега, за да се тоа докаже и покаже на дело, дали на вистина они имаат памтење долготрајно или е све тоа водено инстинктивно, 1-2 недели не го праве овој обид тест, туку ги оставија слободоволно да пливаат, да уживаат, да животот аквариумски го тера, да робуваат, се извинувам, и да на нашите експерименти слугуваат. После 2 недели, истиот тест, палење светло, за секунда повторно рибите беа на истото место, истиот ќош, каде што и првобитно беа дресирани, тренирани, знаеа дека таму ќе ги чека храната, што е непобитен доказ кој покажува на дело сликовито дека они најмалку 2 недели и поеќе може да памтат некои работи кои ние ги подценуваме, ги правиме глупи, ги умануваме и со тоа сакаме и нашите злодела кон нив да си ги оправдуваме у стил: ајде риба глупа, дадена е од Бога да се јаде, да се масакрира, да се ушолја, измет, изфрла. И доаѓаме на крај до она кога плачеме, кукаме самите ние кои вреќи пуниме и викаме: еј, преклани, како беше по 10-20 кила нисто место фаќав, сега не можам 3 риби да извадам. Епа, со извинење, деген еден, што не ти е јасно? Да си вратил барем 1 кило од тие што си ги вадил пред 2-3 години и си ги пунел вреќите, и сите таквите као тебе мајмуни по 1 кило барем да врателе по 1 риба, сега по 2 години немаше да кукаш, да се лигавиш, туку пак ќе си го тераше кејфот и ќе уживаше. Ама ние изгледа треба дното да го допреме за да се освестиме и паметот да ни дојде, како викат, на тешките времиња се создаваат силните луѓе создаваат лесни времиња, лесните времиња создаваат слаби луѓе, а слабите луѓе создаваат тешки времиња и све тако еден бескрајен круг. Па со ова видео, една моја реакција, акција, агенда малце да отргнам паметот, сето она депримација од она негатива по групине која е веќе 10-ти ден од нова година, да не отсликува колку сме заслепени и водени само од материјалното, од финансиите, од парите, да буквално све друго запоставивме у нашава пасија, сите убави работи по тепих ги фрливме и се обседнавме, се обземавме само со тие пари, пусти, проклети пари. И ја, дали ова видео ќе го гледале 10 души, 1000 души, милион души или моите 17 најверни пратиоци, баш ми е гајле, ја гледам секој ден да си најдам нешто позитивно, инспиративно, едукативно, да си го изреализирам, снимам, да со тие кои сме истомисленици дебатирам и уживотот да си уживам, пошто како ден секој викам, реприза нема, така да и овој ден со истото ќе се одјавувам и ве поздравувам и како викат сите имаме 2 живота, само што вториот почнува кога ќе сватиме дека имаме само еден. А до тој еден следен, до сите ве поздравува, сака и бистро пожелува ваш најверен тамбураш Аки Кавасаки. Бај. Лепи те сака братот. Sprechen Sie, machen Sie Deutsch schnell, mehr.
Се гледаме, брат ми.